Токму климатските промени, односно последиците од нив, ни се во фокусот на редниве минути во Македонија наутро. Краткоутрајни врнежи со голем интензитет, поплави со големи размери и човечки жртви е оно со што се соочува светот, но и регионот последниве години. Иако научниците одамна предупредуваа за последиците од климатските промени, се чини дека никој од нас не ги сваќаше сериозно, се додека не почнавме на големо да ги чувствуваме последиците од нив. Последните податоци од Државниот завод за статистика за 2021 година покажуваат значителни хидрометеоролошки промени во минатата година споредено со претходниот просек од 5-годишниот период. На што се должи сето ова и како да се превенираат овие појави? Одговор бараме од професор доктор Михаил Гаревски од Институтот за сеизмички отпорни градби и климатски промени. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, професоре. Имаме слика, барем од регионот, изминатава недела, која не беше нималку пријатна за гледање, а по најавите каква зима ќе имаме, веројатно овие појави ќе ги имаме во периодот кој што следува. Поплави имавме во Црнагора, во Србија, во Албанија, во Хрватска, за жал и човечки жртви. Така. Во Пакистан имаше Пакистан огромна поплава со 1730 жртви и се смета дека навистина е резултат на климатските промени, како нагло топење на снег и зголемени врнежи, зголемена температура. И дојдена до оваа можеби најголема поплава што воопшто светот ја има доживеано. А факт е дека климатските промени се многу сериозна работа за човештвото и како што беше најавено негде околу секоја година имаме светска конференција, сега имаше околу 45.000 делегати од целиот свет и негде околу 120 премиери или председатели на држави и како што рекоа, се договора не баш доволно да на неразвиените земји, особено островските земји, бидат на некој начин оштетени понатака, но се уште, иако вела дека е тоа веќе договорено, ќе се формираат комисии, фондот како ќе се формира и се. На што е резултат? На што се резултат климатските промени? Годишно се ослободува негде околу 35 милиарди тони CO2, тоа е најголемиот штетник, да речеме, кој што ја зголемува температурата и во колку не се редуцира, нели таа позната е Парискиот договор до 2030 година, највише од пред индустријска револуција, да не се покачи повеќе од 1,5 степен, но се смета дека може би и побрзо од 2030 година ќе дое до покачување на 1,5 степен, што тоа значи дека понатака и ќе се најголем доказ за климатските промени е уствари зголемувањето на нивото на океаните и морињата, иако тоа релативно, ако кажеме дека изнесува годишно само околу 3,5 милиметра, сепак е тоа многу, бидејќи порано било не повеќе од милиметар и пол и негде до 2050 негде околу пола метар цел нивото на морињата и океаните ќе се зголеми. И професора, каде може да ги лоцираме причините за овие краткотрајни, но навистина интензивни врнежи кои што предизвикуваат катастрофални поплави дури и со човечки жртви? Па, тоа велам, факт, значи, зголемувањето на глобалната температура доведува до зачестена појава на топлотни бранови пред се, но зачесто ги има и екстремните ниски температури, но најчесто се знае дека климатските промени, односно глобалното затоплување доведува до суша и до врнежи. Токму тука и кај нас, нашата земја не е ослободена таа работа и нормално дека треба да се превземат мерки. Еве сега
рековме гужва, велам сега CO2 колку се сакаше денеска од А пробуваме да го редуцираме, да, да, дека треба да се редуцира. И години наназад метеоролозите предупредуваат дека како поминува секоја година ќе имаме се поекстремни метеоролошки појави, тоа го гледаме меѓу другото. И сега кога сме кај врнежите, дожд имаме и тоа во се поголеми количини, краткотрајни необилни дождови. Од друга страна доаѓа зима, а и зими наназад снег се помалку. Нема, да. Покарактеристично е да имаме сушни периоди, отколку да имаме дождови. И факт е дека, еве, јас веќе не сум баш толку млад и памтам кога пред 40-50 години на вистина имаше снег, а последните, може би, 15 години сите ние знаеме дека практично снегот го нема. И велам, тоа е резултат на сите овие штетни гасови. И ќе повторам, значи, најголеми ослободувачи на таа енергија, на штетни гасови се овие фосилните горива, со негде околу 10,5 милиарди тони годишно, па после доаѓаат овие гасовите, плинот, гасовите со негде околу 7,5 милиарди и нафтата, потрошувачката ослободување преку трошењето на нафтата, негде околу 10 милиарди, така да некој од 35 милиарди тони годишно се ослободува и сега се настоју, а имаме, како го викаат они, буџет, карбонски буџет, негде околу 800 милиарди до 1000 милиарди. Кога ќе се постигне тоа, значи сигурно ќе се зголеми температурата до 2 степени, а тоа е негде се предвида меѓу 2045 до 2050 година да се случи. И сега се оди нормално, ние си тоа знаеме, енергетската ефикасност е главна, си на ова електрични возила, но во последно време се работи и тоа е можда они што велат? Велат нето нулта карбон емисија. Што подразбира тоа? Нето нулта карбон емисија. Тоа подразбира некомплетно да се прекине ослободувањето на CO2 од да речеме од користење на нафтата или слично, него колку што ќе се ослободи CO2, толку да се собере. Значи, сега се работи највеќе, иако се уште е скапа технологијата, да се складира, да се зафати CO2 и да се складира во да речеме, во поземјето на земјата. Сега тука има проблеми и баш е малце скапа технологија и во последно време се работи на така да речем плав хидроген кој што се комбинира, значи CO2 кој што ќе се зафаќа, се меша со хидрогенот и се добива ефикасно, да речеме, гориво кое што не ослободува CO2. Професоре, можеме ли да бидеме подготвени за вакви екстремни ситуации како последица на климатските промени? Што, впрочем, треба да направиме, односно на што треба да се работи во насока на ублажување на последиците од климатските промени? Па, како што рекав, затоа и овие на КОП-27, они многу посветуваат внимание на младите, им даваат младите да се доискажат, да кажат што мислат. Зашто? Дека на некој начин ние и нема да бидеме толку афектирани, али нашите параонуци ќе бидат страшно афектирани ако не се преземат мерки. Адаптацијата би била ништо, не можеме многу ние да влијаеме во моментот. Ова што сега го правиме, тоа е за идните генерации. Но ние треба да се адаптираме, у кој смисол, кога се топлотни високи температури, да се пазиме, да се адаптираме, оние, да може би имаше некои проекти каде се предвидува, да кажеме, да се воведат некои нови прописи за проектирање на одводни канали, за проектирање на мостови, бидејќи појачени се врнежите и со тоа автоматски, нели, ова го имавме ние, како што напомнавте во самиот почеток на емисијата, дека имавме многу екстремни врнежи со практично стварање на таа флет флаш, брза поплава,
че мора изгледа да се оди кон нови прописи со зголемување на димензиите на каналите и слично. Исуса Манакосо, некаде пред крајот на разговорот, иако темата е обширна и можеме да зборуваме многу, но и целава ситуација денеска што ни ја наметна и со обраќајот ни донесе многу гости, па мора да направиме простори за нив. Апсолутно, но не сте вие виновни, ситуацијата е таква на улиците. Кажете ми, дали со моменталната енергетска и економска криза се враќаме чекор на назад во однос на заштитата на животната средина, дека треба глобална акција, треба, но размислуваме ли за тоа во сезона кога приоритет ни е како да преживееме? Па, знаете, има податоци, јас гледав, пошто тоа не е на некој начин ни работа, значи, за време на ковидот, ослободувањето на јагден диоксидот беше намалено, значително немаше движење и индустријата беше во застој. Сега повторно е вратен ослободувањето на CO2 негде на 2018 година, што значи дека тоа ќе се зголемува и тоа значи дека ние мораме што повеќе да се ориентираме, а ние не сме богата економија, практично сега ние не се придржуваме ниту Македонија, па ниту европските земји. Они повторно се враќаат на ново цврсто гориво, што е и случај со Македонија. Негде до 2030 Данска има задача воопшто да не користи цврсти горива. Нуклеарните едно време ги избегнуваа, мислам дека не се лошо решение, бидејќи фотоволтаиците, јас ги сакам, многу чиста енергија, ама многу големи површини зафаќаат. Нуклеарните од друга страна се многу скапа инвестиција, се исплати на долг рок, не треба многу пари додека да се направи истата, нели? Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Секако на оваа тема многу ќе се дискутира и во периодот кој што следува. Доаѓа зимата, се надеваме дека ќе биде блага, но не можеме да предвидиме ништо. Да се надеваме дека ќе биде. Благодарам на поканата. Благодарам уште еднаш за денешното гостување. Благодарам.